Токму во тоа село Арменско, во фамилијата на Јован и Елена Станвик, се роди нивниот син Коста во 1930 година. Судбината го натера за да уште од како млад го остави селото и замине во туѓина, доаѓајќи во Торонто, каде среќата ги спојува со неговиот сопатник во животот Елена, родена во село Рула 1934 година, а ќерка на Ламбро и Тодора Теодор. И се родат двата синови и една ќерка, гордејќи се подоцна пак со нивните рожби, од кои имаат 9 внуци и 4 правнучиња. Коста Станвик, раснејќи во време кога беше и невреме за македонскиот народ, сето тоа како жар тлееше во неговото срце. Затоа со формирање на Организацијата Обединети македонци во 1959 година станува член, но исто така и на црковната општина Свети Климент Охридски од Торонто, а подоцна и во ОКМ, поточно Ослободителниот комитет на Македонија, зашто во неговата мисла па и цел беше обединување на Македонија. Македонија
Станвик размислуваше на кој начин да го афирмира македонското име пред канадската јавност. Затоа тој, како собственик на фирмата за правење на сирење, и дава име каде ќе стои македонската придавка, односно Macedonian Cheese, кој успешно се дистрибуираше насекаде на овие простори, а во последниве години со нова фирма повторно ставајќи придавка посветена на Македонија, а тоа е мотелот во Васага Бич, Macedonian Mermaid. И во неговата длабока старост, активноста во работата му дава елен, му дава енергија, сила да се држи добро. Кога ќе го видиш Коста Станвик, на неговото лице се забележува дека е строг човек, меѓутоа многу коректен, ја бара правината, но од друга пак страна, срцето негово ја открива неговата добричина, неговата дарежливост. Со еден збор речено, тој е човек со многу меко срце, што секому сака да помогне, а дека е тоа така, можат да потврдат македонските гласила во Торонто и околината, друштвата, асоциациите, Организацијата Обединети македонци, црковните општини во Онтарио, индивидуалци, но и некои од канадските институции слично, а да не зборуваме за млечниот производ, односно сирењето, спаковано во канти и не само една, туку повеќе по потребите што на женските секции на црковните општини им е неопходно. На овој хуманист, голем дарител, помагач, никогаш не му беше цел да се покаже пред народот за име. Неговиот квалитет е тоа што овој наш македонски бизнисмен и љубеник на се што е македонско го прави од срце со целата негова душа. Барем досега не сум чула за некој да давал толку голема сума на пари за некои потреби како реновирање, поправки и слично во црковните општини како што се Свети Климент Охридски, Свети Димитрија Солунски, Света Недела и други македонски цркви. Можеби затоа во неговата дарежливост Бог го наградува и благословува со поголем берикет, зашто старата народна вели: фрли си позади за да најдеш пред себе. А богатото и дарежливо срце на Коста Станвик го докажува сето ова. Затоа и многу пати има добиено признание и благодарници како од канадската јавност и македонската комуна овде, така и државно признание од Република Македонија. И со право, зашто Коста Станвик е единствениот кој дава од срце големи суми на пари на се што е поврзано со македонството. Може би некој ќе ми замери на ова, но на вистина досега не сум слушнала друго име од македонските богаташи да даваат несебично од срце големи суми на пари, како што тоа и ден денес го прави Коста Станвик со неговата сопруга Лена. Не велам дека немало од македонците кои помагале на свој начин. Еве ќе ги спомнам групата на македонци кога требаше да се гради Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, и таа група се задолжи земајќи кредит или моргич само и само да се изгради македонскиот храм во Торонто. Но кај овој наш македонец од Арменско, Коста Станвик, има, би рекла, и безрезервна сума, подарувајќи од срце, зашто кога се работи за македонството, кај Коста Станвик преовладува мислата дека тој мора да биде дел од тие помагатели. Затоа и го прави со големо задоволство, но големата желба негова е да ја види целокупна Македонија. Оди од куќа на куќа, од човек на човек, од град во град, од држава во држава, од континент во континент, од планета на планета, од звезда на звезда. Оди и речи им вака: ѕидовите на срамот веќе се урнати во некои делови на Европа. Еден ден тие ѕидови на срамот ќе бидат урнати и во нашата распарчена и преградена земја. Ќе биде тоа ден кога ќе бидете проколнати од името на непризнатите народи што сте ги делеле на берлинските конгреси и мирстершките реформи, во капалиштето на отоманската смрдеја Сан Стефано, со договорите во разни Букурешти и Версаи. Ќе биде тоа ден кога македонскиот бунтовен дух ќе ги урне сите ѕидови на срамот,
помеѓу Вардар, Пирин и Егеј, зашто со илјадници години пламти во нас славата на Филип и Александар. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти Македонија е постара и од гороцветот и од ножот. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти во една наша црква откопан е зборот Востание. Ќе ги искинеме сите бели знамиња, тие символи на предавството. Ќе ја воскреснеме таа древна и света земја како најголем и најсветол цивилизацијски Прометеј. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Ќе ги преораме гробиштата на идеалите и со коските на нашите мртви војводи ќе се претвориме во зурли и тапани, во нашето најсилно оружје. Со голи меса ќе ги искинеме жиците од границите, ќе ја обединиме и ќе извикаме: Жива е Македонија!